Поштовани гледачи, добродојдовте во најновото издание на Дневникот на телеканал А1. Еве дел на она што ќе гледате во него. Започна изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија, кој ќе им обезбеди квалитетна вода за пиење на над 19.000 жители. Со изградбата на рударскиот комплекс во Казандол и нови фабрики во зоната Раброво, Валандово во обид за намалување на невработеноста. При крај се подготовките за Струмичкиот карневал. Организаторите очекуваат квалитетна програма. Започна изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија, кој ќе опфаќа изградба на 4 нови бунари, помпни станици, станици за хлорификација, цевки за вода и резервоар со вода од 1000 метри кубни, кој ќе им обезбеди квалитетна вода за пиење на над 19.000 жители во Гевгелискиот регион. На денешниот настан присуствува шефот на делегацијата на Европската унија Семуел Жбогар и министерот за финансии Кирил Миновски. Со проектот на Европската унија подобрување на системот за водоснабдување во Гевгелија започна изградбата на новиот водоснабдителен систем во Гевгелија. До крајот на годината се планира изведба на нови бунари на локалитетот Мрзенски рид, кој на над 17.000 жители од Гевгелија и 2.000 жители од населените места Селемлија и Стојаково ќе им се обезбеди квалитетна вода за пиење. Проектот предвидува изведба на 4 бушотини, помпни станици, хлорна станица, цевовод и резервоар за вода со капацитет од 1000 метри кубни. Во рамките на бунарскиот систем предвидена е изградба на хлорна станица, од која водата ќе се транспортира преку потесен цевковод до резервоарот во должина од 1366 метри. Поврзувањето на резервоарот до пусточкиот цевковод ќе се реализира со изградба на нов доводен цевковод со должина од 2186 метри. Купната должина на ново изградениот потесен и доводен цевковод изнесува 3552 метри. Со новиот водоснабдителен систем се зголемуваат можностите за отварање на преработувачки капацитети за земјоделски производи, развој и отварање на индустријски капацитети и нови мали бизниси, како и развој во примарното и секундарното сточарско производство. На самиот чин денеска присуствуваа и шефот на делегацијата на Европската унија Самуел Жбогар и министерот за финансии Кирил Миновски. Овој проект кој е дизајниран да им обезбеди на голем дел на локалното население пристап до квалитетна вода за пиење. Не само што ќе го сочува здравјето на населението, туку исто така ќе ги намали и трошоците на домаќинствата што се поврзуваат со купувањето на флаширана вода. Овој проект исто така има економски ефекти. Самиот пристап до квалитативна вода за пиење има огромно значење за агробизнисот, како и за секторите во туризмот, кои што имаат доминантно место во локалната економија. Во оваа прилика би сакал да истакнам дека проектот за подобрување на општински услуги е во најдобра слика за синергијата која што е креирана преку соработката помеѓу централната и локалната власт. Министерството за финансии го спроведува овој проект започнувајќи од 2009 година и до денеска преку истиот успеано е да се обезбеди финансирање за 80 капитални проекти во 55 општини во вкупна вредност од 45 милиони евра. Вкупната вредност на проектот изнесува 1,4 милиони денари, а средствата за изведбените работи се веќе обезбедени и тоа преку ИПА грант од Европската инвестициона банка од 260.000 евра, додека преостанатите средства како подзем од Светска банка преку проектот за поддршка на општинските услуги на Министерството за финансии. Европската унија и Брисел внимателно го следат проблемот со блокадата на граничниот премин Евзони, која е последица на штрајкот на грчките земјоделци, соопшти денеска од Гевгелија евроамбасадорот Семуел Жбогар, додавајќи дека очекува во најскоро време да се најде трајно решение.
ова можност да дојдам да се запознам одблизко со еден друг проблем, а тоест затворањето на грчката граница, тоест блокадата. Во овој контекст јас неодамна добив писмо од градоначалникот на општина Гевгелија, така да за овој проблем дојдов лично денеска да ја дадам мојата поддршка, тоест и помош во врска со овој проблем, како што веќе кажав и со градоначалникот. Сега ќе го повторам, јас би сакал јавно да го изразам мојот личен ангажман и заложба како и интересот и заложба на Европската унија да помогнат во деблокирање на границата. Дојдов исто така да слушнам лично од градоначалникот на општина Гевгелија во врска со проблемите кои што директно граѓаните на општина Гевгелија и општина Гевгелија се соочуваат или проблемите кои ги имаат токму поради блокадата на границата. Имам сознание дека двете влади од двете страни, веќе се обидуваат да изнајдат начини како да го намалат, тоест да го олеснат овој проблем со пренасочување на сообраќајот преку граничните премини во Дојран и Битола, и исто така што се однесува на носење или транспорт на горивото преку овие два гранични премини. Исто така, се информирав дека што се однесува на добра кои што се со ограничен рок на траење, тие ќе им биде дозволено да бидат пренесени преку граничниот премин тука во Гевгелија. Меѓутоа, мислам дека сите овие мерки не помагаат директно да ги адресираат проблемите со кои што се соочуваат граѓаните тука во Гевгелија, како и сама општина Гевгелија. Македонија за 4 години постигнала висок степен на искористеност на средствата од програмата Хоризонт 2020 на Европската унија. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека досега државните универзитети, Македонската академија на науките и уметностите и поголем број невладини организации искористиле средства за проекти во износ од 2 милиона евра. Македонските високообразовни установи, научно-истражувачки центри и институции, јавната администрација, локалните самоуправи, бизнис заедницата, граѓанските здруженија и невладини организации кои имаат интерес и делуваат во областа на истражувањето и иновациите, на располагање имаат бројни можности за мобилност, размена и меѓународна соработка кои ги нуди Хоризонт 2020 програмата на Европската унија, а која во Република Македонија веќе 4-та година поред е полноправна и асоцијативна земја членка. Се работи за програма која со вкупен буџет од 70 милиарди евра и со рок на реализација до 2020 година поддржува финансирање на проекти за истражување и иновации, за креирање на нови работни места, за мобилност на истражувачи и за стекнување на нови знаења преку стипендирање на процесот на едукација. Средствата се распределуваат преку објавување на јавни повици од страна на Европската унија, на кои може да се аплицира со проекти изготвени исклучиво од конзорциум, односно партнерство на субјекти од минимум 3 земји членки на Унијата или асоцијативни земји на програмата. На денешната пресконференција би сакал да информирам дека Република Македонија е една од земјите од регионот која заедно со Хрватска, Турција и Словенија постигнува висок процент на искористеност на средствата кои се достапни преку оваа програма. Тоа од една страна е резултат на заложбите на владата и на Министерството за образование и наука, кои ги обезбедуваат средствата за котизација за достапност на програмата и во изминатиот период реализираа бројни промотивни активности и информативни кампањи за истата, а од друга страна е резултат на покажаниот интерес и подготвеност на потенцијалните корисници за вклучување преку подготвување на квалитетни проекти и успешно поднесување апликации. Досега, преку Хоризонт 2020 одобрени се вкупно 32 проектни задачи или 32 проекти и 2 апликации за мобилност на истражувачи од Република Македонија, за кои се распределени речиси 2 милиони евра. Средствата кои значат директна поддршка за науката и научно-истражувачката дејност во земјата, што пак има директен придонес за подигнување на конкурентноста и за развој на економијата.
Проектите најчесто се однесуваат на унапредување на животната средина преку подигнување на енергетската ефикасност, намалување на сообраќајниот метеж, искористување на отпадот во создавањето на енергија, а има и проекти за зајакнување на иновацијските капацитети на малите и средни предпријатија, проект за историски истражување и проект за креирање на алатки за подобро учење. Најчесто како подносители на одобрените проекти се јавуваат државните универзитети. Добар дел од одобрените апликации се поднесени од граѓански организации, а дел се и од Македонската академија на науки и уметности, од бизнис заедницата и јавни предпријатија. Одобрените средства се во различни износи, од 3.000 евра па до 135.000 евра по проект. Морам да истакнам дека сум исклучително задоволен од досегашната искористеност на можностите кои ги нуди Хоризонт 2020. Информирам дека како институции на системот ќе продолжиме со активностите во подигнување на свеста за важноста на оваа програма во периодот што следи, а во меѓувреме упатувам апел до сите заинтересирани да ја следат нашата интернет страница на која редовно се објавуваат информации што водат до јавните повици на Европската комисија за поднесување на проекти. Така остануваме на тема иновации, но овој пат за иновациите во бизнес секторот. Во тек е јавниот повик на Фондот за иновации. Трае до 3 мај и се доделуваат речиси 1,5 милиони евра. Ке се конфинансира најмногу до 85% од буџетот на проектот со максимален износ до 30.000 евра. Вкупно за доделување за овој повик имаме 1.450.000 евра, од кои што 15 стартапи очекуваме да поддржиме и 10 проекти на микро, мали и средни предпријатија за комерцијализација на иновација. Иновацијата гледат како компаративна предност на пазарот во кој делуваат. А исто така гледат тимот како бенефит во целата работа за да действуваат на пазарот. Исто така напоменува кој е потенцијалот да излезат надвор од границите на Македонија, односно за скалабилноста на самата компанија, за да може да го интернационализираат нивниот. Со изградбата на рударскиот комплекс во Казандол, инвестиција на англиско-украинската компанија Сардич МЦ, кој според локалните власти е во завршна фаза, како и со двата нови капацитети во зоната во Раброво, општина Валандово очекува оваа година да го намали невработувањето на нејзиното подрачје. Рударскиот комплекс во Казандол Валандово, на кој се стави камен темелник во август минатата година, веќе е изграден до половина. Како што соопшти градоначалникот Николче Џурлиновски, рудникот за бакар со фабрика за производство на бакарни катоди влегува во завршна фаза и се очекува да биде готов за една година од кога почна да се гради, односно до крајот на ова лето. Ние вкупно имаме изградено 15 објекти таму, во кои што работат некаде околу 700 луѓе. Меѓутоа во 2016 година имаме изградено 2 објекта, односно инвеститорите. Тоа е едниот објект супер модерен, тоа е производство на креосани. Објектот веќе турбо работи и се работи за еден објект кој што заедно со машинскиот дел има вложено капитал некаде околу 3-4 милиона евра, што за општина Валандово многу значи, бидејќи во таа фабрика работат негде околу 50 на луѓе. Освен оваа англиско-украинска инвестиција, процената на 35 милиони евра, која е најавено дека ќе понуди современа технологија и пласирање на сопственото производство на европскиот пазар, во тек и разработување на двата нови објекти во индустриската зона Раброво. Фабриката веќе 50% е изградена, бидејќи ја посетувам секојдневно и очекуваме до крајот на летните месеци, тоа е месец август, да фабриката започне со работа и во дискусија со инвеститорите очекуваме 200 до 250 млади луѓе, па и повозрасни, си го најдат своето место за вработување. Уште пред 3 години беше објавено дека се продадени сите 48 градежни парцели од оваа индустријска зона, на која веќе постојат фабрики за текстил, за соларни панели, ресторан за свадби, откупни центри, а последно и фабрика за круасани. Образованието, недостатокот од така наречените сервиси за поддршка и пристапот до отворениот пазар на труд се главните проблеми со кои се соочуваат лицата со хендикеп при вработувањето. Државата не води евиденција за бројката на лицата со хендикеп, иако според Светската здравствена организација 10% од вкупното население во Македонија се лица со попреченост. Немајнието официјални статистики е сериозен проблем за државата, бидејќи ако нема бројки не може да носи поефективни политики за овие лица во сите
сите сегменти, вклучувајќи го и вработувањето, велат од Полио Плюс. Причината зошто се уште не сме активно застапени подеднако како и останатите граѓани на пазарот на трудот е образованието. Образованието е клуч за се и тука се надополнуваат и сервисите за поддршка, вклучувајќи го и еден од тие елементи е и професионалната рехабилитација. За жал, ке треба да се преземат сериозни мерки во насока да се поотвори училиштето, односно образовниот систем, да може да се вклучиме поактивно во истиот, но во исто време ке мора државата да работи на развивање на тие сервиси за поддршка, ако што ке бидат во линија со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Се уште немаме дефинитивно, односно некоја статистика, евиденција колку лица со хендикеп се вработени во отворениот пазар на труд, а постојат и лица со хендикеп кои што не се евидентирани како лица со хендикеп, а работат во отворениот пазар на труд. Ние целосно, значи како држава, ние изоставен тој елемент на статистика и водење на евиденција на лицата со хендикеп. Државата е таа што е одговорна, владата секако дека е одговорна, меѓутоа мора на локално ниво да се спушти работата. Убаво е кој ќе ви направат, значи инфраструктура, пат, канализација, не знам, осветлување, меѓутоа треба да се дзирне во семејните заедници. Треба да се види дали имаме од ваков тип деца, од таков тип деца, дали имаме хендикеп, дали образованието го истакна дека представничката на Полио Плюс кажа дека и ние ден денески покрај тоа што се одвива процесот на инклузија на овие наши дечиња, имаме градинки што примаат деца со посебни потреби, имаме градинки што не примаат, имаме училиште што примаат, не може едноставно така. Тука треба сериозно да се размисли, може треба на неколку нивоа тоа да се решава, меѓутоа факт е дека овие наши граѓани не треба да добиваат милостина, туку напротив да имаме обврска и одговорност да ги третираме еднакво со сите останати. Втор ден на собствениците на тезгите во трговскиот центар Глобал протестираат поради дивите продавачи кои не плаќаат ништо на државата, а сепак своите производи ги продаваат низ улиците околу Глобал, велат штрекувачите. Тие изјавија дека ќе протестираат секој ден се додека не ги исполнат нивните очекувања од страна на државниот инспекторат. Струмичката полиција и државниот инспекторат денес ги тргнаа дивите продавачи од тротоарите на булеварот во центарот на градот. Оваа ситуација следува откако вчера и денес пазарџиите од трговскиот центар Глобал во знак на протест ги покрија своите производи и излегоа незадоволни на улица. Денес протестот траеше додека полицијата не изреагира пошто пазарџиите повторно се вратија во Глобал. Долги години реагираме на нелојалната конкуренција од дивите продавачи на земјоделски производи околу Глобал, но инспекциите не реагираат. Го јадат нашиот леп, затоа решивме овие денови да го покажеме нашето незадоволство од оваа цела ситуација, велат во еден глас неколкумина собственици на тезги кои своите производи ги изложија пред главниот влез, но не сакаат да зборуваат пред нашата камера. За нив ова е долгогодишен проблем за кој бараат заштита од надлежните институции. За утре повторно најавија протест во 11 часот и рекоа дека ќе ги затворат фирмите и ќе продаваат на диво како и останатите. Велат дека не отстапуваат од барањата се додека не се реши целосно овој проблем. Од државниот инспекторат заедно со струмичката полиција денес ги отстранија дивите продавачи од улиците и им забранија да продаваат земјоделски продукти, но и облека на овој начин. Стоката е запленета и однесена во судот каде имаат посебни складови за вакви намени. Регулаторната комисија за домување е создадена како посебно независно регулаторно тело со основна функција да го регулира стопанисувањето со заедничките простории и одржувањето на колективните стамбени згради. Повеќе за работата на ова тело во продолжение од разговорот со Илија Кетановски, член на Регулаторната комисија за домување. Регулаторната комисија за домување е формирана со одлука на Собранието на Република Македонија, но претходно во 2009 година е донесен законот за домување, новиот закон за домување, во кој што е предвидено да се формира и посебно регулаторно тело, независно регулаторно тело, која што ќе регулира еден нов домен, еден нов пазар, една нова стопанска дејност во Република Македонија, тоа е управување со заедничките простори во колективните стамбени згради. Така да, значи, комисијата е формирана во 2010 година, новиот закон за домување 2009 година и практично
Незините почетоци и незиното делување почнува во крајот на 2010 година и почетокот на 2011 година и главната работа и главната функција на комисијата е да регулира не само таа, има повеќе чинители, но таа е еден од главните чинители, да регулира, значи, една нова материја во Република Македонија, која што до тогаш не беше регулирана, а тоа е стопанисување со заедничките простори и одржување на колективните стамбени згради. Значи, една материја која што се појавува генерално во современото живење во 20. век и во нормално во 21. век, а тоа е живење во колективни стамбени згради. Значи, самото живење во колективна стамбена зграда носи своји специфики, има своји предности, но има своји и обврски, заради тоа што сепак се живее во колективна стамбена зграда, каде што односите помеѓу станарите, заедничките обврски треба да бидат регулирани и токму тоа го прави Законот за домување и формирањето на комисијата на регулаторната комисија за домување е да го подобри функционирањето на колективните стамбени згради, односно во суштина да го подобри животот на граѓаните кои живеат во колективни стамбени згради. Се одржа 51-та седница на Советот на општина Василево, на која на дневен ред беа 8 точки кои Советот ги изгласа. За што станува збор од изјавата? Денеска Советот на општина Василево ја одржа својата редовна 51-ва седница. На дневен ред беа следните точки: предлог одлука за комунален ред и мерки за неизненадно спроведување, извештај за реализацијата на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Василево за 2016 година, предлог програма за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на општина Василево за 2017 година, предлог програма за измена и дополнување на програмата за уредување на просторот на гражданското земјиште во руралните подрачја на општина Василево за 2017 година, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Василево за 2017 година. Исто така имавме едно финансиско барање од страна на ловното друштво Фазан од Василево, каде општина Василево и Советот континуирано го поддржуваат во нивните барања и имаме одлична соработка. Сите точки беа едногласно изгласени од страна на советниците. При крај се подготовките за одржување на традиционалниот струмички карневал, истакнаа на денешната пресконференција од Организациониот одбор на карневалот. Додаваат дека поради совпаѓање на православниот и католичкиот Великден годинава ќе отсуствуваат неколку традиционални гости од регионот, но сепак карневалот ќе го задржи високото ниво. Организациониот одбор на струмичкиот карневал на недела дена пред почетокот на карневалските денови, односно изданието на Струмичкиот карневал 2017, ја свикала пресконференција со цел да ја запознае јавноста докаде сме со подготовките, за бројот на учесниците, за програмата, значи како што е ред секоја година. Значи годинава, иако подготовките се одвиваат во доста сложени услови, поради многу причини, сепак можеме да кажеме дека и годината ќе успееме Струмичкиот карневал да го задржи своето високо ниво. Еден главен проблем при организацијата се појави, бидејќи годинава се поклопуваат католичкиот и православниот Великден, така да сите традиционални карневали се одржуваат во ист термин, така да нашите традиционални учесници од Хрватска, Словенија и Италија, значи оваа година нема да може да бидат присутни овде, но затоа ние се потрудивме да обезбедиме значи карневалски групи од други дестинации кои што немаат своји традиционални карневали, така да зацртаната бројка од околу 450 учесници од странство ќе биде и годинава исполнета. Значи до сега, мислам тоа е веќе коначна бројка, можеме да кажеме дека ќе има учесници за прв пат од Москва, само да не дојде проблем како минатата година со неиздавање на визи, бидејќи патуваат преку Бугарија.
Имаме едно посебно изненадување, ќе имаме карневалска група од холандските Антили, односно Карибите, и останатите групи ќе бидат наши традиционални гости од обкружувањето, од Србија, Црна Гора, Бугарија, Албанија. Значи, ќе имаме околу 17 групи од странство, што е бројка која што се движи во рамките на стандардниот број на странски учесници. Во продолжение на дневникот следуваат информациите од светот. Властите на Калифорнија ја укинаа вчера наредбата за евакуација на околу 200.000 лица кои живеат во подножието на вештачкото езеро до градчето Оровил, откако беше утврдено дека ризикот од уривање на напугнатата брана е значително намален. Евакуираните жители веќе можат да се вратат во своите домови, изјави на пресконференција шерифот на округот Бут Кори Ханија. Представници на службата за управување со водите изјавија дека пренасочиле доволно вода од езерото и оти продолжува работата за поправка на браната. Шерифот додаде дека луѓето треба да бидат подготвени за нова евакуација доколку ситуацијата се промени. Председателот на САД Доналд Трамп знаел со недели дека неговиот советник за национална безбедност Майкл Флин ја довел во заблуда Белата куќа за контактите со Русија, но не го терало веднаш да поднесе оставка. Ова го соопшти портпаролот на Белата куќа Шон Спајсер. Портпаролот посочи дека Трамп бил информиран кон крајот на јануари дека Флин не му ја кажал на подпредседателот Майкл Пенс целата вистина за разговорот со рускиот амбасадор во САД Сергеј Кислик, одржан пред инаугурацијата на председателот. Пенс разбрал за нецелосните информации кои ги добил од Флин од извештаите на медиумите кои се појавија кон крајот на минатата недела, додаде портпаролот на Белата куќа. Флин ја напушти функцијата во понеделникот откако Трамп побара негова оставка. Председателот на САД се надева дека ќе избере нов советник за национална безбедност до крајот на неделава. Индиската ракета носител Полар денеска изведе во орбитата рекордни 104 сателити, јави ТАСС. Ракетата беше истрелана од космодромот Шрихарихота со 3 индиски и 101 странски, по еден од Израел, Казахстан, Холандија и Швајцарија и 96 сателити од САД. Иако се во голем број странските наносателити се наречени бебиња, бидејќи нивната вкупна тежина е 600 килограми, колку што е тежината на останатите 3 индиски сателити. Претходниот рекорд за најголемо количество на изведени сателити со една ракета го направи Русија. Во 2014 година таа изведе во орбитата 39 сателити. Ракетата носител PSLF е оцената за еден на најголемите успеси на Индиската организација за вселенски истражувања. Русија нема да ја врати контролата врз Крим на Украина, соопшти денеска Руското министерство за надворешни работи во одговор на соопштението на Белата куќа дека САД очекуваат Црноморскиот полуостров да биде вратен на Украина, пренесуваат британски медиуми. Ние не ја враќаме својата територија. Крим е територија што и припаѓа на Руската федерација, изјави Марија Захарова, портпарол на Руското министерство за надворешни работи на денешниот брифинг со новинарите во Москва. Белата куќа вчера соопшти дека американскиот председател Доналд Трамп очекува Русија да ја врати на Украина контролата врз оваа територија. Поштовани, тоа беше последната информација во дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете на нашата фреквенција. Пријатно.